Сосема јасно е дека станува збор за политичка хајка. Живееме во период кога нашите опоненти од СДСМ не можат со нас да се надпреваруваат со работа и со резултати. Не може да бидат поконкурентни од ВМРО ДПМН затоа што не можат толку и така да работат како што ние работевме. И тие се обидуваат тоа нивно неработење, таа нивна неспособност, таа нивна нестабилност да ја компензираат со тоа што ќе го отцрнат противникот. Во време кога се на власт, кога имаат огромна моќ и вршат огромен притисок во судството, врз обвинителите, тие се обидуваат што повеќе од нашите функционери да бидат нападнати со кривични пријави, да бидат обвинети за нешто, за народот кај народот да се внеси сомнеж дека тие можеби постапувале незаконски или дека влегле во криминал и слично и да на тој начин ги добија следните локални избори. Така што станува збор за класична политичка хајка. Па погледнете и во двата случаи за што се работи. Во едниот случај во Прилеп станува збор за ситуација каде што во периодот кога така наречените шарени револуционери ги фарбаа објектите и зградите, дошли кај општината Прилеп и ја нафрлиле со различни бои. Тие бои подосна градоначалникот изнаšол начин, отворил веројатно тендер да се искречи зградата и сега за тоа го обвинува дека тој доволно не ја заштитил. Значи не се обвинети тие што изфарбаа зградата и што ја направија штетата, туку го обвинуваат градоначалникот дека не ја заштитил, не ја осигурал, а тој има обезбедено чуварска служба и дека сега за тоа треба да одговара и го осудија. Тоа е катастрофа, тоа е зборот режим тука е слаб. Тука тоа не е доволно. Станува збор за класичен диктаторски однос на една нова влада. Или погледнете во случајот во Кавадарци, например. Со еден сведок, без никакви материјални докази, со сведок кој што неколку пати ја менува изјавата, го осудуваат градоначалникот, при што обвинителот бара само парична казна од 150 евра, а судијата доделува затворска казна од 2 месеци. Се гледа јасна тенденција на по секоја цена отцрнување на функционерите на ВМРО ДПМН во недостаток на идеи, во недостаток на проекти, во недостаток на решавање на проблемите на граѓаните и во ситуација кога треба да ги испорачаат фактурите кон оние што ги донесува на власт, кој што народот не ги поддржува е крајно револтиран. Тие сакаат ова време да го покријат со тоа, со наоѓање начин како да се отцрни противникот, а тие да ја завршат нивната планирана работа со исплата на обврските кои ги презеле за да бидат насила донесени на власт.